Секоја среда во 9 часот со доктор Крсте Маљановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија. Добро утро. Најново издание на Живот на фреквенциите на Радио Слободна Македонија со доктор Крсте Маљановски. Добре дојдовте во емисијата. Денеска зборуваме на темата згрижување на стари лица во старечки домови. Пензиите се зголемија за 76% во последниве неколку години, но сепак сместувањето и живењето на пензионерите во старичките и пензионерските домови стана на некој начин екзистенцијален проблем на државата. Да видиме со какви бројки располагаме, доктор Маљановски. Бројките се прилично импозантни, така да во Република Македонија во овој момент имаме 301.000 пензионери, тоа се луѓе над 65 години, од сите видови на корисници на пензии, да инвалидски, старечки или оние нормални работни пензии кои се здобиваат луѓето после 62 за жените, односно 64 години за мажите. Зошто е бројката прилично висока? Има повеќе причини, меѓутоа едно од основните е стапката на старењето на населението во Република Македонија. Кај нас во овој момент, значи, бројките зборуваат дека отприлика од 12% од населението, на луѓе кои се над 65 години, се третираат, односно се рангираат дека нашата држава потпаѓа веќе под држави со прилично старо население. Оваа ставка е резултат на сигурно солидните здравствени услуги што ги има државата, хигиенските навики, односно храната која се консумира и зголемување на животниот век кај луѓето. Опфатот на пензионери во јавните установи, односно во пензионерските домови, и е релативно мал. Во Република Македонија во овој момент од вкупниот број на пензионери само 0,6% се сместуваат во овие домови, а вкупниот број на државните јавни установи, вкупниот број на легла во државните јавни установи изнесува 620 легла. Отприлика околу 620. Ние во овој момент имаме 4 јавни установи, тоа се установите во градот Скопје, потоа го имаме Куманово, Прилеп и Битола. Тоа се отприлика бројките кои кажуваат една глобална, големата слика за статусот на пензионерите и нивното сместување во старските домови. Со најновите мерки на владата, значи дозволено е и формирање, односно изградба и функционирање на приватни установи, приватни пензионерски, односно старски домови, за сместување на лицата над 65 години. И во овој момент ние во Македонија имаме 17 приватни старски домови и 4 плюс 4 кои се во завршна фаза на изградба. Согледувајќи потребата од нови сместувачки капацитети, со одлука на владата и преку Министерството за труд и социјална политика, во план е изградба на уште 3 домови за стари лица на територијата на град Скопје, и тоа со акциониот план е предвидено да тие бидат со капацитет од 170 легла, тоа значи 510 легла, што скоро дупло би зголемило сместувачките капацитети за овие лица. Веќе во завршна фаза е идејниот проект на првиот дом, тој ќе се гради на територијата на општина Газибаба. Предвидено е да до 2017 година овој дом биде готов. Вториот ќе биде барем според плановите 2018-2019, крајот на 2018 почетокот на 2019, и третиот дом исто така што ќе се гради во Скопје ќе биде готов негде кон крајот на 2020 година.
Има една информација кога старите луѓе, старите лица мора да резервираат однапред 1 месец до 2, па и да платат за да можете да си обезбедат во иднина легло. Што се однесува до државните институции. Да разграничиме гериатриски центри и старски домови, па што се разликуваат? Така, значи во Скопје и во Битола функционираат установи, односно сместувачки капацитети, каде што се сместуваат лица кои се со многу сериозни здравствени проблеми, лица кои не се во подвижни, односно не се мобилни, и план е да во склоп на Скопскиот центар се отвори уште една здравствена установа за лица кои имаат акутни болки, односно уште во склоп една здравствена установа каде што би можело овие лица кои се де факто болни да бидат се сместени. Зборувам за лица над 65 години. Би сакал да споменам дека како што имате право потполно, има голема листа на чекање, значи капацитетите се ограничени и навистина веројатно е, причина е висината на партиципацијата, затоа што во овој момент, например, во јавните установи, таа изнесува околу 15.000, во зависност од деновите во месецот, во склоп на која се пружаат покрај сместувачките, исхрана и друго, и медицинските услуги кои им се необходни на овие лица. Висината на приватните домови е релативно повисока, меѓутоа и тие, барем според информациите што ги имаме, се преполни. Да, таму цената се движи од 300 до 500 евра, а колку е партиципацијата во државните старечки домови? Веќе спомнам, значи 15, околу 15.000 денари, тоа значи околу 250 евра. Да. Имавте информација каде што државата го надополнува, значи цехот со тоа што ако лицето е останато само, има мала пензија, Така, ако лицето значи нема блиски сродници, прв ред, кои би можеле да помогнат во партиципацијата, во такви случаи за лица кои имаат пониски пензии од оваа висина, значи кои не може да го платат износот, државата партиципира и го надокнадува оној соодветен процент што би требало да биде надокнаден. Има информации, значи податоци дека, како што веќе рековме на почетокот, Македонија нагло старе и според податоците од Државниот завод, бројот на стари лица над 60 години или 65, ако веќе зборуваме за таа категорија на пензионери, е зголемен. Потребата од домови, рековме, расте и феноменот на осаменост кај лицата од третата доба исто така расте. Па со кои најчесто проблеми се соочуваат овие стари луѓе за да се решат да заминат дали своеволно, дали по некоја потреба во старските домови? Овој процент на сместувачки капацитети и сместувани лица, мислам дека е одраз и на нашето сепак во корените патриархално општество. Уште владее фамата дека е срамотно да се смести старо лице во старски дом, во дом за стари лица. И патриархалниот начин на живот е една од причините што е така релативно мал процентот на стари лица кои се сместени. Исто така и капацитетите нормално. Кои се потребите? Сигурно. Стари осамени лица навистина би е неопходно потребно да се дружат и да живеат во заедницата. Како тоа е живот. Како животот подмакнува, така и потребите за здравствени услуги се нормално повеќе, поголеми. Така да во нашите установи, јавните установи, државните установи е одлично регулирана и здравствената нега кај овие лица на кои со текот на времето е навистина им е неопходна. Исто така, државата партиципира и во нивната рекреација, така да има повеќе форми кои во оваа прилика би сакал да ги спомнам, каде што би можело да на еден начин да се оддели од старскиот дом, да неколку денови помине на викенд или на бајско-климатска рекреација
со нормално огромна партиципација од страна на државата. Кои се всушност условите во овие старски домови? Има ли можност пензионерите, односно старите лица, да излегуваат, да бидат посетувани од нивните најблиски, да бидат земени на викенд, на секое излегување, ако нели се секако во можност да го прават тоа, да треба да се пријавуваат? Постојат ли некои услови, некои регулативи? Не постојат. Тоа се отворени установи. Нормално во ситуации каде што ако старото лице е болно, тогаш е под третман. Јас би сакал да напоменам дека навистина се многу солидни стамбените услови во нашите установи. Сместувачките капацитети, хигиената е навистина на изворедно високо ниво. Исто така и здравствените услуги во рамки на установите, а исто така и можностите од клиничкиот центар да во евентуални некои екзактни ситуации да се помогне на овие стари лица. Навистина државата води огромна грижа за оној преостанат дел од животот го поминат мирно, спокојно, колку што може да го поминат. Децата на овие лица, блиските можат во секое време да ги посетат, да им однесат нешто ако им е неопходно потребно, а исто така и да им направат, да им прават друштво. Имајќи го предвид во тоа, знаете, сите оние манифестации, сите оние акции што се водат на ниво на држава се фантастично успешни. Имаат голем одзив кај пензионерите. Ние си имаме листи на чекање каде што пензионерите одат на овие рекреации. Исто така и пензионерите се солидно организирани меѓусебно, така да таа комуникација е перманентна. Од светски искуства зборувам, се надевам дека во иднина пензионерските домови и сместувачките капацитети би требало да бидат што е можно поблиску до градот, односно во градот, како тие не би биле изолирани од општествената средина. За сега ќе направиме кратка пауза и се враќаме во живот со нашата денешна тема. Денешната тема во живот со доктор Малјановски, згрижување на старите лица во старечки пензионерски домови. Доктор Малјановски, да зборуваме малку за другите бенефиции што ги уживаат старите лица во нашата држава. Банјско-климатска рекреација. За што се работи? Државата возможува да перманентно ова акција, односно дејание, како би го нарекле, веќе неколку години функционира и отприлика по 3 до 4.000 пензионери годишно ја користат оваа бенефиција. Што значи тоа? Тоа значи 6 полни пансиони во нашите најрепрезентативни банјски спестувачки капацитети. Јас би сакал да ги запоменам, тоа се Неговските бањи, тоа се Катлановска бања, Дебарските бањи и бањата во Струмица Цар Самој. Што добиваат пензионерите од посета на овие бањи? Тоа значи, уште еднаш ќе повторам, значи 6 полни пансиони, банјска терапија, еден задолжителен здравствен преглед кој се обавува на почеток, односно при самото доаѓање и нормално трошоците за превоз до бањата за која аплицираме. Јас изненадувачки е добро целата работа организирана од страна на Фондот за пензијско и инвалидско осигурување, Министерството за труд и социјална политика и навистина овие неколку години одзивот е фантастичен. Пензионерите радо одат и никакви забелешки во досегашното регрутирање, односно аплицирање за одење. Тргнавме од фактот дека најнеопходно е за лицата, односно пензионерите со пониски лични пониски пензии, така да оваа бројка од година во година на посетени климатско-рекреативни бањи се зголемува. Јас би сакал исто така да напоменам дека во случај да пензионерот му е неопходна придружба од лица кои се во најблиското семејство и тоа е дозволено, така да е можно во ова банјско-климатска рекреација да оди и човек кој ќе го придржува ако пензионерот не е мобилен, односно не може да се движи.
Да, покрај ова има уште нешто, бесплатен туристички викенд. Да, бесплатниот туристички викенд исто уште една форма за ангажман, би рекле, на пензионерите, каде при што државата обезбедува 2 полни пансиони, односно 2 ноќевања со 3 оброка, автобуски превоз и во нашите најдобри рекреативни центри. И тоа јас ги кажал, тоа е хотелот Амбасадор во Охрид. Исто така уште еден сместувачки капацитет, тоа е хотелот Делјан, Лейквју во Отешево, Полин Стар во Дојран и ВИП во Берово. Исто така годишниот бројка на пензионери што ги посетуваат овој викенд е отприлика околу 3000 и навистина пензионерите се многу заинтересирани, листата на чекање, односно редот на чекање е голем, така да навистина државата партиципира. Веќе секојдневно ни стана бесплатното возење во автобусите на градскиот сообраќај, како и жичарата, користењето на жичарата во поедини денови во неделата. Сето тоа е со единствена цел дека овие лица не се заборавени, дека се дел од нас, дека учествувале во изградбата на нашата држава во секој случај. Така. Би споменала еден проект од 2014 година со поддршка на Европската унија, Црвениот крст на Република Македонија се спроведувал проект за грижа на стари лица во заедницата преку општинските организации на Црвен крст и еве конкретно во кои градови се случувало тоа, при Лепкичево, Гостивар, во соработка со 11 граѓански здруженија во овие општини. Во рамките на овој проект биле опфатени околу 180 стари лица на кои им се испорачувале социјални и здравствени услови во домашни услови. За обезбедување на услугата ангажирани биле вкупно 60 волонтери и 6 медицински сестри. Дали во иднина би се спроведувал некој ваков сличен проект или во меѓувреме? Пензионерите ги посетуваат најразлични субјекти, тргнувајќи од градинки, од оние најмалите нивни гости, па невладини организации, посебно за значените празници. Навистина се добро организирани, имаат приредби, се да им се осмисли животот, дека овие лица не се заборавени. Како од општеството, така и од пошироката и заедница и од локалната самоуправа. Јас знам многу иницијативи на ниво на локална самоуправа и нивната ангажираност околу и желбата да се посетат пензионерите во каде што престојуваат и задоволството е обострано. Ритмот на животот е таков да животниот циклус завршува со оваа животна доб. И тоа навистина не би требало нити да се заборави, затоа што овие луѓе и покрај тоа се нашите родители. Тоа се нашите дедовци, баби и навистина да ги оставиме, тоа би било тешко. Голем број на проекти исто така се спроведуваат на ниво на држава и државата субвенционира навистина проекти во однос на лицата, на старите лица, како што ги спомнавме, бенефициите што ги имаат навистина се значајни и придонесуваат да нивниот остаток од животот биде спокоен, мирен, колку што може да бидат ангажирани со нивното искуство што го имаат од претходниот нивното работно ангажирање. Така да навистина сме задоволни и новите проекти во секој случај ќе придонесат, а ќе ги има, да задоволството ни е се поголемо и поголемо. Така, минатата емисија зборувавме за грантовите за градинките, приватните, кои изнесуваат 10.000 евра. Да споменем уште еднаш која е цената за приватните старечки домови. Да, за приватните старечки домови партиципацијата на државата е 12.500 евра, тоа е за опрема. И заинтересираноста е огромна, имајќи во предвид редот на чекање. И навистина е добра работа. Постапката е релативно едноставна, многу едноставна. Се аплицира во Министерството за труд со проект, идеен проект или елаборат. Се вработуваат лица специализирани за работа со стари лица и нормално стандардите се унифицирани. Би требало да имаат смесувачки капацитети, број на вработени и капацитетот, односно леглата кои би требало да бидат формирани. Ги посетува комисија
и едноставно се дава решение, односно одобрение. И предпоставувам дека со конкуренцијата, зголемување на конкуренцијата и цените ќе се намалат. Така е, квалитетот и цените ќе се намалат, сигурно имајќи предвид големата заинтересираност и бројот на приватните установи за згрижување на стари лица. Ви благодарам што денеска бевте дел од живот на Радио Слободна Македонија, доктор Маљановски. Мола. Се одјавуваме Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредник и водител Рашела Гинова Карафиловски, датум на емитување 2.3.2016, техничка реализација Далибор Зафировски, продукција Радио Слободна Македонија. До слушање. Секоја среда во 9 часот со доктор Крсте Маљановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија.